најнапред, после најавата и после моето барање до граѓанството, до вас новинарите, до жителите во Турското Мало, за разбирање, толеранција и поддршка дека мене лично и на општината, на општинската администрација, на комуналец Струмица, поддршката ни е потребна повеќе од кога било. Станува збор за почеток или воведување во реализација на најголемиот проект до сега во општина Струмица. Тоа е новата социјална населба во Турско Мало, со цел да се изградат куќи, типски куќи, а со цел дислокација на Дивото Мало, на улица Климент Охридски, улица Антон Панов, се со цел обезбедување на многу подостоинствени услови за живот на тие граѓани. Секако дека во процес на изведување на проект пред тендерирање проектната и техничка документација за социјалната населба, но ние како општина имаме обврска да го очистиме теренот кој што ќе биде за работа, предвиден за социјалната населба. Нормално, се што правиме и секој чекор што го превземаме е со претходно известување на луѓето кои што ги изградиле дивоградбите, затоа што мојата единствена цел е да превенираме, да нема никој оштетено, и тоа и го направи. Градежниот инспектор во текот од почетокот на месец март ги имаше изработено сите записници за дивоградбите на местото, на трасата на социјалната населба. Луѓето беа известени дека треба или сами да пристапат со рушење, или општината ќе превземе действија, и тоа се случи на денешен ден. Ке повторам, благодарам на разбирањето, најважно од Турското Мало, на толеранцијата и разбирање дека прво мора да има ред, и второ дека станува збор за проект кој што ќе ја направиме, преку кој што ќе ја направиме општина Струмица многу поубаво место за живење. Сите ние сме сведоци, и дури нашите гости од другите општини, од другите градови, од другите држави, при влезот од Струмица од страна на населено место Куклиш на транзитниот пат, дека станува збор за рукло. И сите констатираме и заклучуваме дека мора да се стави ред. При тоа, моје ветување пред жителите во тоа мало е дека никој нема да биде иселен и оставен на улица додека не се реализира социјалната населба. После децении сведоци сме сите струмичани дека веќе како што кажав, пред распишување на јавна набавка е проектот. Нормално сите законски рокови ќе се поминат, ќе видиме која компанија, кој понудувач ќе биде најповолен за изработка на проектот. Веднаш по завршување на проектот ја распишуваме јавната набавка за реализација на првата фаза од социјалната населба во Турското Мало, и секако ќе се обидуваме да наоѓаме средства дополнителни за финализација на проектот. Мој интерес, а тврдам дека е тоа интерес и на жителите кои што живеат на Климент Охридски, кои што живеат во дивоградбите, а секако и на цела Струмица, е што побрзо да се реализира. Убеден сум дека ќе изнајдеме најразлични форми на финансирање, доколку не, општината ќе стави фокус, приоритет за да го финишираме социјалната населба во Турско Мало. Многу е обемен проектот, станува збор практично за изградба на едно цело село од 100 куќи, нормално обезбедување на потребната подземна, надземна инфраструктура, улицата, пробивање на улицата, асфалтирање на улицата, се со цел да им овозможиме на жителите, на граѓаните кои што ќе бидат иселени од сегашните домови, а префрлени во нови достоинствени домови, им обезбедиме најдобри услови за живот. Апелирам, особено до вас, и сега ви се заблагодарувам од срце за разбирањето, за прецизното информирање на јавноста, на жителите на општина Струмица. Не станува овде збор за емпатија, за емоција или за храброст воопшто. Станува збор за визија која што имам силна намера да ја реализирам, и искрен професионализам за доброто на Струмица и доброто на струмичани и доброто на тие луѓе кои што треба да бидат дислоцирани. Сето тоа ќе се спроведе на достоинствен начин, почитувајќи го дигнитетот на луѓето. Во последна фаза пред објавување на јавна набавка сме за проектната задача. Значи, кога ќе најдеме изведувач кој ќе го направи проектот и техничката документација, ќе знаеме точно за колку средства станува збор.
Она што во моментот како општина го имаме обезбедено преку капитална дотација од владата се 126 милиони денари потребни за денешното странување на дивоградбите и секако таму имаме луѓе кои што имаат и своји имоти, имаат ниви, имаат куќи кои се предмет на експроприација, направени се елаборатите. Во понеделник општинските служби ќе имаат состанок со вработени од имотно-правни односи, за да видиме кога може веќе да почнеме со исплата на парите за експроприација на имотот, кој што луѓето си го имаат како собственост таму. Станува збор, реков, за 126 милиони денари, кои што ќе ни бидат, се надевам, доволни за реализација на првата фаза од проектот, но дополнително секако динамиката ќе биде многу значително убрзана и секако паралелно ќе бараме страни извори на финансирање, доколку не, соодветно ќе ги планираме преку општинскиот буџет. Ќе повторам уште еднаш, станува збор за најголемиот и најважен проект за Струмица и Струмичани. Најточен одговор ќе имаме откако ќе биде завршена техничката документација, нормално снимањето на теренот, како тоа целото се изведува, нивелацијата која што е потребна, колку потпорни ѕидови се потребни за да се изградат, заради самото тло и специфичноста на теренот кој што е предвиден за реализација, тогаш ќе имаме точни рокови. Во моментот можеме да кажеме дека ставаме фокус. Затоа службите во најкраток можен рок ги изработија проектните задачи, ќе тендерираме, односно ќе имаме јавна набавка за техничката документација, за проектот, ќе ги имаме потребните пресметки, позиции за работа во прва фаза и секако планот е во 2022 да почнеме и да завршиме со првата фаза од проектот. Обемен е проектот, но не се откажуваме, гледате, јавноста е сведок дека имаме силен фокус ставено на проектот, тоа е приоритет за мене како градоначалник, за општинската администрација и за граѓаните. И уште еднаш, благодарам на граѓаните на општина Струмица за поддршката која што ја даваат и разбирањето кое што го имаат, особено на жителите од Турското мало, затоа што може со ненамерни активности да предизвикаме навистина повреда при реализација на самиот проект. Секако дека и дополнително и денеска ќе одам во Турското мало да разговарам со луѓето кои што денеска им се отстранети дивоградбите, лично како човек, доколку има потреба од било каква поддршка, доколку се соочуваат со некаков социјален проблем, да им помогнам како човек. Стојам на располагање на сите, затоа што покрај важноста на проектот, важно е да го почитуваме дигнитетот на човекот. На мое огромно задоволство, и навистина тоа не ми изненадува, жителите од долното Турско мало на Климент Охридски позитивно го прифаќаат тоа, зашто и тие самите се свесни дека Климент Охридски, тој дел каде што живеат во дивоградбите, не е соодветен за и нема достоинствени услови за живот. Таму имаме неколку случаи каде што се газат луѓе од автомобили, претрчуваат на улица. Тоа е транзитен пат, многу фреквентна улица во градот. Кога ќе видат за какви куќи станува збор, кога ќе видат за каков сериозен проект станува збор, и веќе разговараме, но друго е кога ќе го имаме проектот црно на бело, кој што ќе биде соодветно презентиран пред јавноста, пред самите луѓе кои што треба да бидат дислоцирани. Навистина јас очекувам поддршка и од нив. И барам поддршка од нив. Постојано, уште пред изборната кампања за локалните избори, разговарам со тие луѓе. Отворено кажуваме, тука важно е да бидеме сите страни искрени дека ќе постои во идно време ќе има дислокација од таму каде што сега живеат, свесни се дека немаат имотни листови за објектите, кажат, доколку има еден имотен лист, тој ќе биде поставен ако се има собственост на имотот со кој што располага. Но информациите кажуваат дека немаме ниту еден објект во долното мало кој што е легализиран. Може би да има процес или во фаза на барање на легализација, но секако дека ќе биде одвиен затоа што таму веќе имаме и узурпиран приватен имот долж улицата на Антон Панов, таму имаме одредени девијантни појави на трговија со железо, нормално на диво, веќе превземаме соодветни акции заедно со полицијата, со општинската инспекција, со комуналните редари, се со цел да го реализираме тоа што ни е најважно, тоа е да воспоставиме ред, дисциплина и да ги воведеме во нормалната законска економија на тие луѓе кои што сакаат да се занимаваат со било каква дејност која што е согласно законите.